Цивил медија. Вака, она што би можела генерално да го кажам на почетокот е дека се забележа една тенденција да се прави тоа на еден урамнотежен и избалансиран начин. Зборувам генерално, има секако исклучоци од ова. Ако се повикам на она што е пракса на Советот за етика во медиумите, можам да направам компарација со она што беше случај на последните парламентарни избори и она што е ситуација денес. Значи, бројот на представки кои што ги добиваме во Советот за етика во медиумите за непрофесионално и неетичко известување драстично е помал од она што беше случај во текот на последните парламентарни избори, кога се пријавуваа доста случаи на информирање кои што се однесуваат на еднострано користење на изворите на информации, непостоење на една дистанца од политичките субјекти за кои што се информира. Имаше случаи на говор на омраза, дискриминација по различни основи и така натаму. Сега бројката на пријавени случаи е незначителна, што ги потврдува перцепциите дека на некој начин медиумите се поставија добро во однос на овие избори. Меѓутоа, тоа е една општа оценка, секако дека се прави мониторинг, се очекуваме да излезат во текот на утрешниот ден со некои генерални проценки. Она што како граѓани, како јавност можеме да го забележиме е дека сепак можеби поголемиот дел од проблемите се забележуваат на страна на интернет порталите, онлайн медиумите, бидејќи сензационализмот тука продолжува да биде присутен, навивањето се забележува исто така, говорот на омраза не е толку случај како што претходно се констатирало дека постои, меѓутоа сензационализмот да, пренесувањето на она што се случува на социјалните мрежи, каде што, како што спомна и Џабир, се забележуваат доста случаи на потикнување и говор на омраза, знае да се пренесе и да се прелее и во онлайн медиумите, што навистина знае да биде проблем, особено преку феноменот на копи-пейст, не новинарство во случајот, копи-пейст на содржини од социјалните мрежи. Генерална проценка, значи уште еднаш само да повторам, е дека тоа е избалансирано, што и во согласно со оценките на ОПСЕ, на мисијата на ОПСЕ, во однос на начинот на кој што се спровел првиот изборен циклус, првиот круг од изборите. Да видиме какви ќе бидат проценките во текот на утрешниот ден. Вие во едно интервју што го имавте за Цивил медија, нагласивте дека Советот за етика за жал не може да влијае на она што се случува на социјалните мрежи, токму затоа и самите медиуми кога пренесуваат вести од социјалните мрежи се оградуваат во однос на сносење на одговорноста. Колку такви примери имавме во текот да речеме и на првата и на втората изборна кампања? Значи, Советот за етика во медиумите нема компетенции во однос на социјалните мрежи, меѓутоа, она што го спомнавте и самата, прелевањето на тие содржини од социјалните мрежи во медиумите е проблем и е веќе во сфера на надлежностите, односно мисијата за работење на Советот за етика во медиумите. Доколку имаме такви пријавени случаи на пренесување на лажни вести, случаи на дискриминација, говор на омраза и така натаму, се она што знае да биде потврда на непрофесионалното новинарство, тогаш во Советот за етика во медиумите, Комисијата за жалби која што ги обработува представките, утврдува дали медиумот го прекршил кодексот на новинари со самото пренесување на тие содржини. Медиумите, без разлика дали се понатаму онлайн медиуми, електронски медиуми, печатени, сносат одговорности во однос на пренесувањето на такви содржини. Тие не може да се амнестираат од одговорноста дека со самото тоа што презеле одредени материјали од социјалните мрежи, тие веќе немаат никакви одговорности, улоги или обврски околу овој проблем. И секако Советот за етика, она што го прави во согласно со својата мисија на работа, изракување на морални санкции. Значи, кога ќе се утврди дека е прекршен кодексот на новинари и се донесе одлука дека тоа е случај, тогаш медиумот е должен да ја објави таквата одлука. Инаку паралелно се дава јавност на одлуките и се известуваат медиумите сите кои што се членки на Советот. Еден генерален заклучок за тоа дали беа доволно објективни медиумите во однос на пренесување на политичките, партиските, ајде да речеме и кампањиве на
кандидатите за претседател. Ако е индикатор бројката на поднесени представки, тогаш би можеле да речеме дека медиумите се обиделе да ја завршат задачата на едно пристојно ниво, на едно солидно ниво, инаку вака индивидуалните проценки се дека можеби тие на некој начин го само служеле како една алатка за да ги пренесат содржините, активностите, она што се случуваше на политичката сцена, меѓутоа она што знае да биде проблем е што не постоеше една длабинска, продлабочена анализа во однос на програмите, активностите, она што се ветува, да се направи една паралела компарација со ветувањето од претходно или како тоа ќе се спроведува во иднина. Значи, повеќе таа задача им се препушташе на аналитичарите кои што беа повикувани со изјави, интервјуа на дебати и така натаму, отколку што самите редакции покажале тенденција и ангажираност околу едно подлабинско истражување. Тоа е проблем, ако на тој начин го анализираме поведението на медиумите. Цивил медија